Опремата за прислушување во јавното обвинителство и кривичниот суд била инсталирана во 2013 година, а МВР и властите информацијата ја добиле пролетта преку своји внатрешни извори, пошто веднаш ги информирале јавниот обвинител и председателот на Основниот суд Скопје, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешната пресконференција за новиот скандал со нелегално прислушување во овие институции. Прашан зошто 2 години колку што е на функцијата не ги провериле институциите, Спасовски го прогласи МВР за ненадлежно, бидејќи како што рече, јавното обвинителство и судството се независна власт, а тимовите на МВР немале можност самостојно да ги проверуваат системите на институциите. 6 месеци надлежните знаеле дека постоело прислушување на јавните обвинители и судиите, но како што рече Спасовски, сега имало доволно податоци и докази, па ја информирале јавноста. Ние веднаш после формирањето на владата, согласно со нашите законски овластувања кои што ги имаме, во голем дел од институциите таму каде што беше побарано, беа извршени прегледи на просториите на опремата со кои што располагаат. Јавното обвинителство на Република Македонија, судовите и така натаму, ние немаме можност, тие се независна власт која што функционира во Република Македонија, тоа да го правиме самостојно. Меѓутоа, веднаш после добивањето на сознанијата за можност за злоупотреба на нивните телефонски централи кои што се за фиксна телефонија во јавното обвинителство, за тоа беа информирани и јавниот обвинител на Република Македонија, беа информирани и секретарот и другите служби кои што се наоѓаат таму. Првиот човек на МВР побара раководството на ВМРО-ДПМН да одговори за нивните дејствија во времето кога оваа опрема била инсталирана и посочи дека има сериозна истрага во сите институции за да се открие кој ја нарачал опремата, кој ја инсталирал и кој и за какви цели ја користел. Во име на предистражната постапка, министерот не откри повеќе детали до каде е истрагата, дали има осомничени лица и дали припадници на МВР се вмешани во овој скандал. Без разлика што е монтирана опремата, таа веројатно после понатаму треба да биде одржувана, треба да влегува некој во таа опрема за да може да ги вади податоците и да ги предава на некого, така да во целиот тој случај ќе мора да се завршат сите истражни постапки, предистражни, да се отвори истрагата и да видиме кои се сите замешани во случајот и како тој се реализирал. Следува темелна проверка во секоја од институциите. Времето на снимање и прислушување заврши. Остатоците од режимот на Груевски ќе бидат отстранети од сите пори на институциите. За овој скандал ќе има одговорност. Според опозицијската ВМРО-ДПМН пак, одговорноста за следењето на комуникациите е кај Заев и Спасовски. За нелегалното и незаконско прислушување во обвинителството, некој од СДСМ мора да сноси одговорност, побараа од опозицијската партија. Со овој скандал од огромни размери се доведува до прашање се она што изминатија 2 години се работело во јавното обвинителство од страна на обвинителите и во судството од страна на судиите. Очигледно е дека институциите и нивната работа се под директен надзор и контрола на Зоран Заев и Оливер Спасовски. Сега веќе и повеќе од јасно зошто Заев однапред знае за целата работа на обвинителството и на судството во Република Македонија. За новата афера со снимените телефонски разговори, предходно денеска се огласи и од јавното обвинителство, од каде соопштија дека има индиции дека прислушувањето траело од 2013 година, нешто што го потврди министерот Спасовски.